Локалната самоуправа на Кочани ги започна најавените договорни средби со стручни лица од областа на сообраќајот, за да се изнеде долгорочни решение за хаосот што во моментот владее на улиците во градот. По неодамнешната средба на градоначалникот Илиев со министерот за внатрешни работи Спасовски беше ветена стручна помош од Министерството, па на работниот состанок во општината покрај вработените од општинската администрација дојдоа и службени лица од полициската станица во Кочани и од секторот за внатрешни работи во Штип. При тоа беа предложени повеќе можни решенија за конкретните проблеми и критичните точки во сообраќајната мрежа во централното градско подрачје, пошто е донесен заклучок сите тие да се соберат и да се разгледаат, а потоа да се изготви соодветно идејно решение. Присутните на состанокот беа и на лице место, за да видат како предлозите би функционирале на критичните точки каде се создава најголем хаос. Решението на проблемот за сега не е наједноставен и најлесен, меѓутоа не е безнадежен, се работи и се размислува и во следните неколку денови најпрвен ќе ги чекаме сублимирањето на сите идеи и предлог решенија, а после тоа ќе се избере и куќа која ќе направи една конечна анализа за решавање на конечниот проблем. Веројатно трајно решение е решавањето на проблемот со паркингот. Значи, општ заклучок е дека најголем проблем не се улиците, најголем проблем е паркирањето на улиците. Затоа и нашата определба и понатаму да работиме да изнаоѓање на трајно решение на решавањето на проблемот со паркирањето на возилата во централното градско подрачје. Едно од можните решенија е изградбата на катна гаража во центарот на градот, со што би се обезбеделе поголем број места за паркирање на возилата. Сепак, тоа е проект што не може да се реализира за краток временски период, па во меѓувреме мора да се бараат и побрзи решенија. Градоначалникот Илиев повтори дека не би требало да се носи избрзано решение со краткотраен ефект. Па јас не би сакал да шпекулирам сега со некакво решение, бидејќи секое адхок решение прави некој друг дополнителен проблем. Сепак би сакал да се направи една подетална анализа која макар и на пократок рок да даде на вистина очекувани резултати. Ако донесеме било какво решение кое само ќе го пренасочи или преусмери проблемот на друга точка, нема да биде решение, затоа ќе ни дозволите да почекаме, на стручните луѓе си ги дадат своите мислења, а после тоа ние донесеме конечна одлука после направената студија. Претходно, Илиев нагласи дека работните состаноци слични на денешниот со представниците од сообраќајните служби во полицијата представува отворање на поширока дебата за да се најде вистинското решение за сообраќајниот хаос. Се очекува студијата што ќе биде изработена да се најде на разгледување и во Советот на општината.